колку многу книги за мојот прекрасен дворец. Но кој е овој прочуен Славеј? Советнику! Велете, ваше височество. Шо е ова, некој Славеј се врткал во дворецов? Славеј, никогаш не сум слушнал за него. Си слушнал или не, сакам Славеј од вечерва да пее пред мене. Добро, ќе одам и ќе го најдам. Сигурна сум дека ќе го слушнеме. Еве го. Еле, колку убаво пее, ајде да го земиме со нас и да одиме кај царицата. Мило Славејче, вечерва нашата кралица сака да ја слушне твојата песна. Ќе дојдеш ли со нас? Шубо, чудо ми че пеем на кралицата. Епа, драга наша царице, еве ви го донесов Славејот. Убаво. Ај ти, Славеј, да видам шо знаеш да пееш. Глем, многу те фала. Одлично. Шо сакаш за награда? Кажувај одма. Кралице, јас ги видов солзите во вашите очи. Тоа е најголемиот подарок за мене. Благодарам. Ничам ништо. А шо велиш да останеш во дворецов со мене? Че ми пееш ко че сакам, че те пуштам 2 пати во денот и еднаш ноќе, ама че леташ со свилена марама врзана за нога. Да не ми избегаш. Добар ден, ваше височество. Чест ми е да го донесам оваа ковчеже испратено директно од Јапонското кралство. Ау, вакво нешто никош немам слушнато. Вистинскиот Славеј го нема, избегал! Како? Не грижете се, ваше височество, сепак ви остана подобрата птица. Во право си. Кралице драга, дали знаеш која сум јас? Јас сум твојата смрт. Ти, кралице драга, си направила многу зло, многу. Знаеш ли колку Славејот го затвори во дворецов, му ја одзеде слободата и сега доаѓаш со мене, запишана си веќе во црниот тефтер. Славеју, дојди на мојот прозорец и избрка ја смртта од мене. Нека си оди, те молам, дојди. Каков сон беше ова? Кралице, сеќавате, кога за прв пат дојдов в дворецов и пеев, од вашите очи потекоа солзи. Тоа е најголемиот дар, не само за мене, туку и за секој пејач на планетава. Не сакам ништо, на вистина, и ви простувам за се. Добро. Сега оди кај што сакаш, летај колку што сакаш и дојди кога че посакаш. На вистина ми е убаво да те слушам како пееш.